Ако имаме храброст да исчекориме од комфорната зона, животната приказна може да ни се претвори во сет на различни предизвици и доживувања, за кои ама баш никогаш не сме мислеле дека се возможни. Дотолку повеќе, ако тој исчекор го направи млада личност, подготвена да се справи со секаква ситуација, чекорејќи кон целта, тоа веќе е приказна која вреди да се раскаже. Нашата следна гостинка веќе 25 години го чекори животниот пат далеку од Македонија, но никогаш не го заборава пробиштип и често се враќа. Ова лето повторно е дома и на наше огромно задоволство се согласи со сите нас да ја сподели својата интересна животна приказна. Наша следна гостинка е Наташа Андонова. Наташа, здраво. Здраво, И добре дојде во денешниот подкаст На секаде не има. Фала на покана. Како си? Одлично, еве. Убаво е, секогаш кога ќе доам тука ми е убаво, искрено. Да. Се виде со семејството, роднините, пријателите? Со повеќето, да, еве се трудам малце да го распоредам времето со сите да се видам колку што можам, но знаеш како, не можеш со сите така. Колку време си тука? Дојдов на 3 недели. Еве веќе колку 10-11 дена помина, уште една недела сум тука. Пуше малку. Пуше малце. И ќе комплетираш сликата за пробиштип. Да. Сега, обично, ние во нашиве подкасти правиме едно навраќање на почетоците. Да. Ти си веќе 25 години во Америка. Да, 25. 25 сум надвор од Македонија. Така. Од кои 19 сум во Америка, а останатите ги поменав во Германија прво. Така, добро. Мислам ќе го оставиме тој дел за понатака. Рековме се враќаме на почетоците. Дали се сеќаваш на школските денови? Помалку. Се сеќавам, наравно дека се сеќавам. Школските денови ги тука поменав, тука израснав, тука го завршив образованието, се извинувам. Да, секако дека се сеќавам. Убави беа тие школски денови, безгрижни што ги викаме ние. Имаш време и некоја слика сега да... Да, како не, тука кога дојдам само сликите ги така ги листам. Така, од сокласниците, од пријатели, другари. Да, секако. Спомени. Во секој случај животот се спомените. Да. Сега, доаѓаме до одлуката за да заминеш надвор од Македонија. Кои беа околностите да донесеш таа одлука и дали беше тешко? Вака, кога завршив средно тука, по моја одлука не заминав на факултет. Сосема случајно бара девојче од Македонија за Германија, за да како опеа Метхен, како бебиситерка, да живее во семејство и да се грижи за детенцето. И сосема случајно имам војна таму. Војна мина. Тетка по телефон, ајде ако знаеш некој девојче ваму таму. И тетка на мене ми се јави, ме праша, вака работува, јас одма, веднаш... Без размислување? Без размислување. Јас кажав да. Од тогаш почнаа процедурите, нели документација, припремање, виза, вака. Колку беше тој период? Тоа беше некаде цело лето, мислам дека беше цело лето. Припремите траја и додека се беше готово, дојде есента и јас на автобус за Германија. Така. Ние не знаев дека тоа патот ќе ме одвлече далеко од Македонија. Немав планирано ништо, така ненадено спонтано, што се вели. И заминав за Германија, 21 години имав. Сега работата беше таа, кој што ти кажа дека ќе биде бебиситерка, се беше окей? Да, таа беше работата. Семејството беше... Семејството германско беше или... Македонско-германско.
сопругата беше од Скопје, мажена за германец, таму си живееше Така. долго време. Мешано беше и седев кај нив, се грижев за девојчето, беше како што нели ми беше кажано. Како се одвиваше комуникацијата? Децата Децата дали знаеа македонски? Да, девојчето знае македонски, мајка и се трудеше македонски да ја научи, со неја збореше македонски, татко и на германски. Јас со македонски се разбирав, со татко и на англиски, пошто го не знаев германскиот јазик. Не знаев ништо германски, ме запиша на курс, малце да го совладам. Така. И сега, колку време остануваш в Германија? Па таму бев, со семејството бев околу нешто повеќе од година дена. И сега веќе можност за нова работа. Сега во меѓувреме се омажив, кога завршив со таа работа, се запознав, се омажив, Во се Германија? заљубив во Германија со маж американец од Јужна Каролина. И така започнавме нов живот во Германија, Така. заедно. Сега има нова работа, значи Да. други околности. Сега секој почеток е тежок, така да нели нема факултет. Тој работеше во болница, беше медицински брат, што се вика. Ми даде работа таму, во кујна. Почнав таа работа. Во кујна, па потоа чистев исто така во болницата и тоа ми беше почетокот таму. Почетокот. Да. Потоа? Потоа се решивме да се преселиме во Америка, по негова иницијатива. Сега нова одлука за ново селење. За ново селење, така. А тука не беше многу тешко да се донесе таа одлука, или? Па, јас не се согласив веднаш, туку вака сакав да отидам таму за да видам дали ќе ми се допаѓа, пошто никогаш не сум била во Америка. А имаше можност туристички да се виде како е животот таму. Да, така да отидовме една година, 2 недели кај неговите и јас веднаш се влюбив во Јужна Каролина. Се влюбив, одлуката ја донесовме тогаш, се вративме во Америка. Ајде па, документација. Нови почетоци. Нови почетоци. Средивме се и наредната година се преселивме. Тоа беше 2004. Во кое место? Шарлот. Големо место? Голем град, прекрасен, модерен град, градот на, го викат градот на дрвијата, градот на банките. Прекрасен е. Сега како ќе му дојде, по планинско ќе дојде таму или излегува на море? Не, па во средина. Во средина. На планините се тука, океанот е тука и баш е. Обично за кога ќе знам кој ми е гост, обично правам некои подготовки каде е градот, меѓутоа премногу брзо беше ова снимање од предходниот гости и сега. Не направив никакво истражување, затоа и не знам и те прашувам да ни кажеш како е, што е, значи интересно ќе биде и за нашите сограѓани да слушнат. Да, градот е прекрасен. Градот има ги има сите тие знаменитости да се посети, го има, не знам како на македонски, NASCAR Hall of Fame, оние тркачките, не знам, NASCAR колите, како да ги преведам. Вака, малку ќе те прекинам, меѓутоа, обично ќе ми текне на крајот, а не се договоривме дека слики треба да земеме нешто и да кажеме да видиме. Значи, сите овие работи што, да ги кажеме, најинтересните, најпознатите знаменитости на градот, може да ставиме по некоја слика, да ги видиме. Точно, така. Еве, слободно продолжи кој се, па ние ќе има и сликата. Ќе ја ставиме. Има познат amusement парк, познат е по пантерите, фудбалската репрезентација пантерите се таму. Друго, градот Шарлот, интересно е што е именуван
по кралицата Шарлот на кралот Џорџ трети или четврти, не знам, не се сеќавам. Тоа ми е интересно. Queen City го викаат градот на кралицата. И има националности од секаде, буквално од град со секаде. богата историја. Со богата историја. Стар град. Стар град. Се гради, се повеќе се гради. Секој ден. Каков е состојот на населението таму? Различен. Еве, јас сум на јужниот дел на Шарлот, едно од 20-25 минути од центарот, што се вика. Таму се све преградија, све мали градчиња од околу. Сите сакат, или понастрана од центарот. Имаме така од комшиите, имаме индици, имаме од Грција, тука некои комши, имаме од Нью Зеланд, Австралија. Македонци, не сум средна. Не сум ни барала. Сега, еве Германија спомнавме како прва дестинација. Колку и далечно да го кажеме, значи сепак е европска земја, традициите, култура, поготоа храната, може да и не е толку различна. Меѓутоа Америка, што беше најтешко за прилагодување? Во Америка, знаеш како, секој почеток е тежок. Тоа јас знаев дека ќе биде тежок, но си имав така зацртано некој план во главата, сакав да успеам. Така, нели, кога си имаш некои соништа, си ги бркаш, си ги анализираш така во тебе и знаев што сакам и така храбро си одев по тој пат. Сега тој нов чаптер го почнав од почеток. Од почеток, пошто американците се малце специфични. Дипломите, сертификациите, тоа не се признаени. Значи, буквално од почеток. Буквално од почеток, така. И јас од почеток. Но, знаев дека, нели, тоа ме чека. Не е проблем, нели, јас сум... Не ме плаши работата. Така. Така да, од почетокот, да. Шарлот, колку време останува Шарлот? И уште си таму? Уште сум таму. Уште сум таму, да. Така. Уште сум таму. Убаво. Сега околу професијата, значи поминуваат, рековме, околу 19 на години, како си Америка. Да. За работа беше тешко? Да. Искрено, да, нема да лажам. Првата работа што ја добив таму ми беше како во болница, во кујната, во делот на кујната. Работев, разнесував храна за пациентите на спратови. Напорна ми беше работата, 12 часа смената. Тоа го почнав од почетокот, потоа се префрлив во центар за рехабилитација. Имаше еден преку улицата, буквално од болницата. Се префрлив таму, имаше отворено работно место, аплицирав и таму се префрлив во таа кујна. И во меѓувреме се отвори место за позиција кај физикалната оделот за физикална терапија. Тражија како асистент на терапистот. И јас аплицирав, они ме примија веднаш, пошто ме знае таму во кујната, ме примија и така почнав го тој пат, ми се допаѓаше работата, ми исполнуваше. И останав таму се до кога се сруши ова надвижностите 2008-2009 некаде. Тогаш ме отпуштија. И јас се најдов така на раскрсница, немав работа. Некој тежок период беше тоа. Но веднаш кога ме отпуштија тој ден, ја утрото веднаш се упатив во најблискиот градски коледж. Прашав кој е најкратов курс. Сакав да завршам нешто за да добијам сертификат, за да си тражам друга работа. И се запишав за асистент, медицинска сестра, асистент. Значи се во тој дел, околу медицината. Во околу медицината. Не знам зашто
така ми беа почитоците, пошто сакам да помагам на луѓе, сакам да... Да. Тоа ме исполнува едноставно, ме прави среќна. Го завршив тој курс, добив сертификат и почнав како домашна нега да работам, да одам, нели, да се грижам за пациентите кај нив дома. И тоа го работев едно колку повеќе 10 години го работев. И во меѓувреме се запишав да земам курсеви за да се качувам понагоре за практикална медицинска сестра, потоа сакав да земам диплома за регистрирана. Значи можности има големи таму. Да. Доколку некој сака да се едуцира и да успее во кариерата, значи Да. можности за едукација Има. има. Само се треба желба, упорност. Така. Да. И тоа го работев таму. Потоа, кога беше тоа? Потоа отидов во sales. Продажба. Продажба на наше, да. Продажба, али отидов во продажба, но си ја задржав ова медицинската работа на пократко време за викендите, така да е таму и таму. А ова продажбата ми беше за медицински помагала, за реквизит, додатоци, се тоа. Има конекција медицината. Конекција, да. Работев со осигурителни компании, со пациентите и тоа го работев некое време. И така. Се уште продолжува приказната со медицинската работа или работата околу медицината, Да. или веќе некој друг бизнис има? Да, па тука некој друг бизнис, некој друга можност се, нели? Добро, не спомнавме сопругот е американец. Да. Што работи тој? Тој е инженер, си има своја приватна мала компанија, успешна. Sales. Така? Продажба. Направи едноставно има вработено инженери во компанијата, едно 10-11 вработени има. Прават мали миниатурни делчиња за оние големите медицински машини што ги има за скенирање и такви работи. Не ти се види интересно и за тебе? Да речеме, и јас ќе работам во фирмата. Па и јас, да, јас. Патот. Да, со него, он ми беше како учител, ме внесе во тие води малце, така со него заедно работевме така. Сега, да, тоа го работам, додека ја затворивме, нели, ја продадовме компанијата кога се случи ова ковидот пред 2-3 години. Ковидот направи доста поместувања во економијата, значи да. и кај вас ставило секако. последици. Да. Големи последици, но нели не отвори нови патишта за некои други цели, можности, со ништа. Така, следниот чекор беше? Последниот чекор, сега се уште сме вмешани малце во бизнисот, имаме некои таму акции, но ова следниот чекор решиме така да патуваме. Едноставно тоа ни исполнува, се учиме. Како велат, секако живееме од благодетите од продажбата на компанијата. Така. Па убаво е, не е се во работата. Да. Значи одлучувате, сега ќе патуваме. Да, ќе патуваме, ќе уживаме. Што значи тоа патување? Ќе шетате Америка или Америка е голема? Да, Америка е голема, да, немам секаде прошетано. Планираме Америка и надвор од Америка. Така. Да, тоа екзотичните места ме повеќе така влечат. Да. Така, сакаме да се опуштиме некаде на островче, некаде да истражиме некои нови места, така мали места, да се научиме. Едноставно да се научиш за некоја друга култура, обичај, некоја храна. Ето тоа некако се учиш и ми исполнува. Ми дава енергија. Да, значи полнење на батериите до максимум и потоа ќе се размислува за следен чекор за работа. Да. Здравје што се вели, потоа ќе се размислува. Сега нема простор
ќе го завршиме патувањето, ќе работиме тоа и тоа, нешто во тој дел, овој дел. Нема тоа. Нема тоа сега за Значи, сега ни е ова, потоа ќе Фокусот видиме. е само прошетка, патувања. Да, Супер. да. Натака што не очекува, нели ќе видиме, ништо не се знае. Па еве, сега некои паралели, обично и тоа знаеме, имавме и една гостинка исто од Каролина, Да. живее во Каролина. Да. Но секое ведување е субјективно. Па така, еве, твоја една паралела, некои разлики за животот. Што ти беше најчудно, еве, животот во Америка, во Македонија? Се разликува многу, претпоставам. Да, секако. Мене едноставно кога дојдам тука ми треба една недела да се адаптирам искрено. Да се адаптирам. Тоа што ми кога на почетокот кога бев таму, едноставно луѓето се посрекни. Те видат и се наспевнуваат како си господи, како се осеќате, нели? Има и убав ден и тоа пријатни, насмејани, тоа ми се допаѓаше некако. Некој да ти го направи денот, нели? Голема е разликата. Потоа ми се друго нешто што ми се допаѓа е пристапот кон животните, кон милиничињата, особено кон бездомните. Има голема поддршка кон нив, ги поддржуваат шелтерите. Градските власти, кажано, Да. имаат... Властите, а и си има и организации. нон-профит. Има ги Така, организациите што се згрижени, што се само за така, нели посветеност на животинчињата. Тоа ми се допаѓа. Тоа едноставно поддршката што нели градот ја дава за тој дел ми се допаѓа. Нема споредби со тука. Нема. За жал. Нема. За жал. Многу ми е жално во тој поглед некако. Така. Други предности, мани? Има доста. Има доста. Од кај да ми се допаѓа ако нели здравството не е перфектно никаде, да бидеме реални, никаде ни таму не е. Но ако сакаш да се посветиш на твоето здравје, имаш можности, имаш шанси, Така. се обратиш, ќе ти биде помогнато, ќе ти помогнат, нема да те вратат, ќе ти кажат што треба, нели да донесеш или што ти треба, ова она. Тоа ми се допаѓа. За разлика од тука некако нели предност голема. Друго што би одвоила, не знам, едноставно животот таму, животот е поинаков. Си ја имаш приватноста, слободата, изборот. Едноставно не знам како да опишам. Добро, за овие работи, значи можеме да ставиме и по некоја фотографија, рековте дека Да, како не. ќе ставиме и ќе видиме и низ фотографии како изгледа барем дел од животот таму. Да. Планови за Македонија сега обично за Македонија, си размислували некош дека ќе треба да се вратиш, да го продолжиш животот тука? Сум размислувала секако, а да дојдам тука да живеам, не. Тешко. Мислам, никогаш не велам, нели, никогаш не е така. За полно да живеам тука, да бидам нон-стоп, не се гледам. Така. Само така да доаѓам, да посетувам. На некое време, да, али вака не се гледам тука, искрено. Како ќе дојдеш на гости дома. Да, гости дома, да. Таму ми е животот, таму сум го изградила, таму ги пуштив корењата, таму ми е сопругот.
американската фамилија ми е таму исто. Пријателите, Така, да. животот ми е таму. И таму сум јас И 100%. нормално е дека е човек среќен, таму ќе биде. Да. Искрено, да. Тоа е тоа. Искрено. Обично, еве, на сите подкасти за крај прашуваме една порака до младите, значи, еве, навистина многу млади заминуваат надвор од Македонија, секој од различна побуда, меѓутоа едно е исто, сите сакаат подобар живот. Што би им порачала на младите кои што уште размислуваат, се двомат, ќе одам, нема да одам, како ќе биде, што ќе биде? Па вака, јас, според мене, ако имат шанса, нека ја зграбат. Подобро е да пробаш нешто и да не успееш, него ли никогаш да не пробаш. Зграбчи е шансата, пробај, ама да се биде упорен. Сега, ако се најде на нешто, нели на некое каменче, потешкотија, да не се предаваш. Само упорен да си. И кон целта, да знаеш што сакаш, тоа е најважно. Да си имаш нека одредена цел и да си ја следиш, да знаеш што сакаш. Па ова време искрено направи младите и да заборават да сонуваат. Да, се жал. Меѓутоа, еве, прекрасна порака. Скоро сите наши гости ја упатува таа порака. Значи, секој има каде да се врати. Да. Но може да види и нови можности, и поубав живот, и така. Нови случувања, се така. Да. Животот е еден, нели? Животот е еден. Сите треба да сонуваме, искрено. Сите треба да се. Јас сонувам, јас се уште сонувам, се уште имам планови, се уште некои фантазии, си фантазирам ова, оно, али тоа се мои соништа. Секој треба да сонува, зашто соништата се исполнуваат. И за крај, обично и тоа е некое прашање, па велам да не звучи како клише, дали би сакала нешто да кажеш, а не сум те прашал? Па вака, не знам, јас не ми текнува во моментот, сигурно ќе ми текне по тоа што се вели кога ќе си одидам дома. Мислам дека и кажавме. Дека ги доловивме тие сите моменти. И мислам дека можеби некој ќе размисли после овој разговор од тие што се уште, што не се одлучиле, што нема донесена одлука да одат надвор или да не одат. И така. Наташа, ти благодарам за учеството во денешниот подкаст на Секаде не има. Еве го направивме овој проект за да не ги заборавиме нашите кои што се надвор од пробишти надвор од Македонија, бидејќи скоро со сите што гостуваат во овој подкаст си го сакаат својот пробишти. Секако. И така да уште еднаш ти благодарам. Благодарам, Зоки, благодарам за поканата. Поздрав до сите гледачи. И се надевам дека ќе уживат во подкастот и само продолжете така. Благодарам.